Боледување најавил наставникот по физичко воспитување во основното општинско училиште Методија Митевски Брицо во Лозово, откако во јавноста вулгарно голи фотографии се појавија од него на социјалните мрежи, изјави денеска градоначалникот Бошко Цветковски. Наставникот во моментов има земано боледување и меѓутоа тоа не спречува нас да отпочнеме постапок. Она што ќе биде превземено од страна на стручниот тим при основното училиште Методи Митевски Брицо ќе биде подигната дисциплинска постапка и согласно важечките закони во Република Македонија ќе добие наставникот соодветни пријави. Во моментов разговаравме и со дел од граѓаните, односно од родителите кои денес дојдоа во училиштето, односно со нивни представници. Со нив дискутиравме на повеќе теми, меѓу кои и оваа тема. Ваквите нешта ниту јас како градоначалник, ниту раководниот, односно менаџерскиот тим при училиштето Методи Митевски Брицо нема да ги става под тепих, односно се што имаат и било какви сознанија имаат во дали по однос на овој случај или било кој друг, значи треба да бидат споделени со нас. Во меѓувреме, состанокот во училиштето е одржан помеѓу директорот, педагогот и психологот со наставниците, со намерата да се донесе одлука што по скандалот. Од Државниот просветен инспекторат со случајот се уште не се запознаени официјално, иако до нив фотографиите од голиот професор веќе се стигнати, а нивната реакција може да се очекува само по представка. Ајде сега детално ќе разгледам. До сега, од петок наваму, кај нас не е пријавено такво нешто. Ако на писмена форма и не е кај мене постапено, детално сега ќе разгледам. Ако има настан такво што е сериозно повредливо и што е за нарешување во целиот законски одредби за образование, тоа, а не е побарано од нашата страна, тука ми е малку нелогично и затоа да не гледам детално информацијата. Крајно иритирани и вознемирани од случајов, утринава родители, претежно мајки, протестираа пред училиштето и биле на разговор кај директорот, барајќи наставникот да биде избракан од работа. Доколку тој се појави во училиштето повторно, нашите деца нема да бидат таму. Бараме директорот, градоначалникот и другите надлежни институции случајот да го решат наитно, изјавија родителите за телевизија Стар. Претходно, во саботата наставникот се обрати во телевизија Стар, нагласувајќи дека вулгарната фотографија на социјалните мрежи и до учениците стигнала откако му бил хакиран телефонот.